Има ли нешто што не е јасно од минатиот пат за издржливост? Ако не е јасно, тога сметам дека на испит се ќе знаете и ќе добиете десетки. Океј или не? Не. Гарант има нешто нејасно. Слободно прашајте, ако не сте го изслушале прашањето, предавањето, тогаш тоа е тотално друга тема за дискусија. Прв пат, втор пат, трет пат. Во ред, се надевам дека се јасно. Значи, минатиот пат зборувавме за издржливост и многу пати ќе повторувам како да ги спремите темите и што треба да знаете наедноставно. Може да знаете и многу други работи, но наедноставно за секоја способност, дефиниција, видови подолба, методи за подобрување. Океј. Зборувавме за што значи тоа аеробен, анаеробен механизам, малку подетално ги објаснив. Зборувавме во однос на ова се вика лактатна крива или крива каде што може да се пронајде анаеробниот праг. Зборувавме дека срцевата фреквенција линеарно се зголемува со зголемување на интензитетот до одредена точка која што се нарекува анаеробен праг. И од тоа анаеробен праг тогаш срцевата фреквенција понатаму не се зголемува линеарно, некоја експоненцијална крива оди, значи нема зависност. И над тој анаеробен, нас не е битен тој анаеробен праг, за да може да ги одредиме некако аеробните механизми каде што има трошење на масноти, мешаниот режим помеѓу 80 и 90% или помеѓу, ова се нарекува аеробен праг, не сум го кажал. Значи ова 80% е аеробен праг, 90% е анаеробен праг. Разликата е во една буква Н, но суштинска разлика има огромна. Помеѓу 80 и 90% е некој мешан режим на работа, како што кажува и овде текстот, и таму се трошат и масноти и јаглехидрати. Над ова точка која што се нарекува анаеробен праг, значи над оваа точка наваму, тоа е од оваа линија, вака некако би дошло, имаме чисто трошење на јаглехидрати, додека сме во лактатна фаза. Кога ќе дојде во лактатна фаза, тогаш има трошење на креатин фосфат. Ова се само на кратко работите што ги зборувавме, рекап да направам. Од каде и како доаѓа енергијата, ќе се прислушате на претходното предавање, значи колку килокалории килоџули има, зборувавме за саркомера и што се случува за време на една мускулна контракција на ниво на основната градбена клетка на секој мускулно влакно. Тоа е саркомерата и што се тоа актомиозински нишки, како енергијата се префрла од АТП преку една фосфатна единица и може да настане контракција. Значи, колку е сложен процесот, колку е сложен човекот всушност. Зборувавме за методи за подобрување. Значи, тоа е третата подтема во секоја способност. Што значи континуиран метод, што значи интервален метод. Нели? Зони за срцева фреквенција, што се случува во која зона. Зборувавме за хит тренинг. Се уште кажувам, можам да ја доставам книгата ако сакате. Зборувавме за тоа Мартин Бушет како ги прави еден графикон за да може да одберете некоја од значи да најдете варијанта што по некој протокол какви тренинзи да имплементирате во тоа, дали ова е конкретно за фудбал, инаку има за повеќе спортови, дали играле повеќе минути, помалку минути, колку дена до следен меч и така натаму, за да се одржува нивото на подготовка. Во контекст на овој дел, значи ќе зборувам малку за периодизација сега во следниве слайдови, инаку така дадовме некои насоки што значи тоа ако е подолго време трењето од 1 час на тренинг, во однос на интензитетот, што значи 2 часа на тренинг, дали со истиот интензитет или не, но сепак ова индивидуални насоки треба да се земат во предвид, затоа што секој човек индивидуа за себе. Сите во еден тим се индивидуа за себе, секој рекреативец во рекреативен клуб, трчаат поред кеј, планинарат и така натаму, индивидуа за себе. И убаво е кога може индивидуално да се анализираат работите, па да се прашаат луѓето како се чувствуваш. Многу битен момент и во овој контекст сега ми текна нешто што можам да излечам, тоа се вика Borg scale, најверојатно ја знаете. Боргова скала на
exertion, на вложен напор. Еве ќе го искористам првата слика, каде што, например, после тренинг, многу супер, или после било каква активност, дури со рекреативци. Еден обичен Google Sheet, ако им пратите, значи Google форм уствари, за да го пополнат, така ќе можете да ги соберете во Excel податоците. Можете да, или едноставно на хартија, да го прашате клиентот или спортистот како бил денешниот тренинг. 5 до 10 минути после тренингот, не подолго, не порано. Значи 5 до 10 минути после тренингот, зашто? Затоа што треба да се средат импресиите и да се види какво е чувството. Без разлика што ќе ви покажам понатаму анализи од срцева фреквенција, од Instat софтвер, што се дава како физички параметри или како показатели за техничко-тактички елементи на терен. Тоа е нели во делот на тестирање и зашто ги користиме тие варијабли, но сепак ваква една боргова скала дава супер податоци, каде што може да процените и вистински да видите дали се заморили или не. Па тоа понатаму ќе значи како ќе интервенирате кон следниот тренинг што ќе дадете за опоравок, дали ќе го промените следниот тренинг или рекреативна активност. Затоа велам треба да биде индивидуално насочен секоја активност што ќе задавате индивидуално. Нормално, ако не за ова се зборува за можеби индивидуални тренинзи за рекреативци, индивидуални тренинзи или групни за спортисти, би ги рекол индивидуални, но например кога работите со дечиња, тогаш се мести една средна слика на интензитет, волум, обем на работа, нели, дозирање. И на тој начин, кога работите со група, не може сите, нели, ако не го индивидуализирате тренингот или вежбите, не може сите да имаат исти бенефит, тоа е јасно. Ке имаат исти бенефит оние кои што се наоѓаат во средина на, чекај да пробаме овака, во средина на Гаусовата крива, или ова е една крива на популација, која што вели дека според капацитети, според интелект, според генерално сите повеќе параметри ако може да се земат, тогаш негде 66% од целата популација во светот има слични карактеристики. Тамо 30, како му даја 66-80% од лева страна, мислам дека не грешам, 80% од десна страна се екстреми или не екстреми, туку имаат се понадарени или ненадарени во некој момент, значи во некој медиум, во некој поле, во некоја сфера. Еве, тест за интелигенција нека биде. 66% имаат среден коефициент на IQ, на интелигенција. На левата страна се луѓе кои што се родени нели со некој хендикеп или слично, па имаат понизок коефициент на интелигенција, така проценува психологијата. Од другата страна, од десна страна имаме така наречени гениалци или блиску до гениалци кои што имаат поголем коефициент на интелигенција. Но истото се случува ако земеме и за моторичките способности. Например, отприлика 66% од популацијата светска, најверојатно би требало да има, сега нема информација за ова, но така вели Гаусовата крива и распределба на податоци, дека имаат некој среден капацитет. Лево се тие кои што немаат доволни карактеристики за издржливост и капацитет, од десната страна се оние кои што имаат преголеми, не преголеми, туку големи, па имаат нели се спортисти или така натаму. И сега во тој контекст кога работите со една група, најчесто се случува да имате ваква прераспределба. И сега кој ќе има бенефит најмногу од тренингот што ќе го дадете? Тие што се во средина, тие ќе имаат најголем бенефит. Овие што се од левата страна, ако зададете доволно интензивен тренинг за овие во средина да имаат бенефит, овие од лева страна ќе биде пренапорно за нив. Овие од десна страна нема да има ефект. Тренингот ќе биде некој тип на лесен тренинг. Што значи, кога работиме со група и да одбирањето на вежби секогаш е малку деликатно, ова го кажувам за работење на часови, треба да имате во предвид дека не може кон сите идентично да влијаат вежбите
тој напор што го задавате, интензитетот, дозирањето цело, па макар и да е 35 минути, час, нели, 45 вкупно, ама загревање, ладење и така натаму. Така да тоа треба да се има во предвид кога зборуваме за давање на групни тренинзи, но кога се работи за индивидуално, тогаш може да се наместите и директно за време на тренингот може да направите, да покажете флексибилност, доколку треба, нели, да го смените тренингот, па да биде или посилен, или не многу, но или да се адаптирате според човекот. Тоа се некои основни принципи кои што мора да ги кажем. Имате ли нешто да прашате во однос на ова? И само еден да потврди дали се слушаме. Да. Супер. Значи, тоа беше се однесуваше на така дозирањето и индивидуалниот пристап во дозирање. Да, и за ова зборувавме, Power Floor ви го покажав, ќе се навратам на него, зборувавме за опоравок и мислам дека тука сме негде каде што може за вториот дел во издржливост, може да се зборува многу денови, убаво да се пробуваат некои работи во пракса. Например, можете тие што треба да подобрат издржливост. Има ли некој тука кој што работи на издржливост и на Куперов тест подобрување? Па да ни каже искуство, дали тренира, дали не тренира. Па, например, нека бидат 5 до 6, гледате како кажувам, нека бидат, затоа што не ве знам точно, ама може да бидат и 3 интервали по 3 до 4 минути. Срцева фреквенција, како ќе пишеме не над, туку 91, многу е битно. 95%. Дали е јасно што кажав со ова сега? Има некој представа што кажав со ова? Мора да се вклучите некако. Било кој. Не мора истите од минатиот час. Може ми да ве прозвам. 37 луѓе, најверојатно. Да, ајде. Да изведеме, да речеме трчање со висок интензитет на срцева фреквенција. Колку? Од 4 минути до 8. Колку е висок интензитет, која веќе го спомнам? 90, како што пише, до 91 до 95%. Супер. Морам да те прекинам, извини. Ова е испитно прашање. Значи, ако ми кажете висок интензитет, не знам што значи тоа. Ако ми кажете во бројка, параметар, тогаш ќе знам што значи и ќе знае и човекот што значи. Инаку високо-ниско нема ефект, не знаеме. Тоа е, значи, колку пари имам на банка и имам доволно. Тоа ако не сакате да кажете на некого. Нели, така и овде. Инаку супер. Да, извини што прекинав, морав. Значи, интензитет со 90 до 95, после? И помеѓу интервала правиме пауза, односно слабо трчање до 120, 130 од куцај на срцето, не се спушта. И потоа пак продолжуваме со следниот интервал. Добро, значи идејата е трчаме 5 до 6 интервали со време траење, еден интервал од 3 до 4 минути, така? Интензитетот за интервалот е 90 до 95%. Срцевата фреквенција на одмор треба да биде 120 до 130, чукување може биде 140, не е битно. Како ќе направиме континуиран тренинг? Има некоја идеја? Ќе трчаме, например, 30 минути без престан со помал интензитет, со понизок интензитет. Еве го сега тоа, понизок интензитет. Сте паднале ниско? Срцева фреквенција околу 60%. 60% е опоравок некој. Инаку добро, Со на добар 80%. 180% од срцева фреквенција немаше. 80 место. Се извинувам, 80 може. Значи, ако се работи за континуиран метод,
Ај ќе опишеме вака број 1. Број 1. Затоа што има и број 2. Значи срцова фреквенција да биде отприлика 80%. Така. И може да кажеме 70 до 85%. Ја би кажал вака. Тогаш оставаш простор дека ќе биде континуирано. Исто така овде може да биде, ја би кажал од 20 до 40. Може и повеќе да биде. Ако не може човекот, може и помалку да биде. Идеја за друг вид на континуиран тренинг. Ова е малку за понапредне. Еве ќе крстиме вака. 40 минути. Срцова фреквенција нека биде вака, поопшто кажано. Heart rate максимум. Пардон, овде одмор нема. Одморот е на крај. И овде одмор нема. Така. Што значи вториот вид на континуиран тренинг? Дали некој има идеја? Го споменав минатиот пат. Time trial може да го најдете, значи time trial тренинг каде што всушност работите во континуиран метод, работите во околу 40 на минути, срцова фреквенција во анаеробен прак, значи ова е во анаеробен прак. Или обратно ако кажам, можете и да го искористите овој вид на тренинг за да проверите колкав ви е анаеробниот прак. Доколку трчате 40 до 45, нека биде 50 минути со интензитет кој што висок, значи овој пат ќе кажам, бидејќи не знаеме кои се параметрите, но висок интензитет, многу висок за да може да издржите 50 минути, тогаш гарант средната, вака ќе ја најдете на интернет, average heart rate ќе биде 89 до 90, што значи дека вие 40 до 50 минути можете да поминете со за вас многу висок интензитет, значи тоа не може спринт да биде, но ако мониторираме срцова фреквенција, тогаш срцовата фреквенција ќе биде околу 90% од максималната срцова фреквенција. Или тоа значи дека сте во анаеробен прак. Користите мешан режим, најчесто, ова е најчесто кај поголем дел од популацијата. Користите мешан режим на работа, значи аеробно-анаеробен, но сакате да влезете во анаеробни услови. И тука сте негде издржувате отприлика околу 50 на 40 минути и се користи овој тренинг за да се провери анаеробниот капацитет или анаеробната срцова фреквенција, затоа што средната вредност на срцова фреквенција што ќе ја даде мониторот после 50 минути нека биде, ќе биде срцовата фреквенција која што е многу близко до анаеробен прак. Значи еден метод за тестирање на анаеробен прак е ова, но може да се искористи како тренинг. Затоа го спомнав. Инаку основните два тренинга се подброј 1 и подброј 2. Интервален тренинг кој што е многу понапорен, така, за неспортисти, рекреативци, да, може да е понапорен. И континуиран тренинг број 2, кој што континуиран тренинг број 1, пардон, кој што за така почетници што немаат искуство многу лесен. Значи, овие два тренинга, тие што немаат исполнето норма, а и тие што имаат исполнето, доколку сакаат да подобрат издржливост, топло ви препорачувам да ги работите. Како да ги работам? Еве едно дозирање, испитно прашање исто. Значи, работам 3 пати неделно. Така. И ќе си одберам работам тренинг број, значи работам интервален тренинг еднаш плюс 2 пати континуиран.
не можем да погодим. Океј. Не значи дека може само вака да биде. Може да работите доволно за некого ќе биде 2 пати седмично, ако почнале веќе да работат, па работите на пример еден континуиран, еден интервален. Па исто така можете да работите морав да го споменам, затоа и темава ја одберам, за да може да се наместат тие кои што немаат Куперов тест, но и за сите вас да пробате што значи. Ова на часови можеме да го трчаме, но сами ќе трчат, значи не сум тука присутен, така да добро би било да пробате и дури ако имате некој запис од ова, да го споделиме нареден час, да пуштите, да видат сите, на тој начин ќе покажеме заеднички што значи еден интервален тренинг, дека не само ке мене срцето реагира така, туку реагира и ке сите вас. Например, може да работите 3 пати седмично, ама да бидат 2 пати интервали, еднаш континуиран. Така. Дали може да работите еднаш седмично? Што мислите? Сакаме да напредниме, не? Да, мислам дека не може еднаш неделно. Виде, ке може, кај некој што навистина немал никаква активност, па да, ке може да се работи. И нешто ќе се случува, ама и 2 пати седмично е некогаш малку, ама за почетници е добро. Може да го земете како дозирање, значи фреквенцијата неделна, да земете 2 пати седмично, ја ви препорачувам 3 пати. И сега тука играта, можете, третата варијанта е, значи апсолутно 3 пати седмично да работите 3 пати континуирано. Никаков проблем нема. Исто така, да го ставам. Исто така може да работите и значи идејата е што? Дека треба да се работи. Но основните алатки ги знаеме. Не да трчам или да возам велосипед значи без може да возам и без некое мониторирање доколку сум во група или едноставно возам, но убаво е ако да знаете дека ако сакам да подобрам нешто, тогаш би требало да сме во некои рамки, во некое дозирање. Исто така, треба да посочам дека кај рекреативци особено, VO2 се подобрува доколку работите велосипедизам или планинарење, но исто така постои трансфер на VO2, значи бидејќи телото е едно, ги вежбате пуферските механизми на користење на кислород и црпење на енергија од телото, од мускулите нека биде и од крвта. Тогаш може доколку работите велосипедизам, пример, да постои трансфер во трчање. Биомеханички ќе биде малку тешко и ќе треба адаптација, нели, ќе ве лимитира тоа што не се навикнати мускулите на таков стрес, всушност телото или целото тело не е навикнато на таков стрес како што е трчање, но ќе биде и обратно. Доколку на пример трчате и седнете на велосипед, повторно вашиот VO2 ќе биде добар, како што е на трчање, така и на велосипед, но бидејќи техниката на велосипедирање, на педалирање или на возење велосипед е по-специфична од техниката на трчање и обратно, тогаш ќе треба адаптација само да направите. Инаку, да, точно, можете и преку планинарење да подобрите Куперов тест. На крајот на краиштата, Куперовиот тест не се задава само за луѓе кои што се занимаваат со атлетика, нели? Туку се задава за луѓе и шатл ран тестот исто, и оној тестот што е на ПВЦ 170 на физиологија на спорт. Па дури и тестови кои што се задаваат со бицикл ергометар ги нарекуваат, значи велосипед ергометар, тие се задаваат со цел да се процени нивото на VO2 максимум. Но сега кога зборуваме за ова ниво,
например, спортисти професионални, ако сакаме да им процениме VO2 и они се занимаваат со некоја активност која што е трчање, нека бидат рекоментари. Според мене нема логика да ги ставиме на велосипед ергометар, затоа што за нив тоа е ново. Можеби не возеле велосипед претходните 4-5 месеци. И сега тука треба се вложуваат многу повеќе мускули за да се изведе движењето, отколку вамо каде што они веќе тоа го прават секојдневно или одат, нели? Не е методски за да се најде вистинската вредност на VO2. Инаку методски е за да проверите дали срцевата активност е во рамките на она што се нарекува здравје или не. Значи, од тој аспект, за да се провери дали човекот е здрав, без разлика каков напор ќе дадете, дали ќе биде тоа велосипедизам, маунтин байк или ќе наместите Дагласова вреќа портабл која што ќе го зима CO2-то кој што го издишува човекот за време на ракометен, фудбалски, кошаркарски тренинг или атлетски тренинг, било како, значи веслање нека биде кајак на диви води, тогаш вие ќе процените дали срцевото кардиоваскуларниот систем е во рамките на нормалност. Значи тоа докторите го бараат, за нив тоа е пресудно. И затоа и нели ставаат печат на крај за да може да помине лекарскиот преглед. Но ако сакате на вистина да проверите дали некој пат ги спомнато Килиан Журнет Бургада има VO2 максимум 90 и да го ставиме на велосипед да му го провериме VO2 максимум, најверојатно би требало да има разлика помеѓу бројките, затоа што може да покаже и поголем, зашто ти вложува поголем напор таму, а може и помално покаже. Затоа е убаво да се тестираат, да имам ситуациони тестови кои што ќе излечат максимум како показател од активноста ендемичната или природната активност која што работи спортистот. Сега зборуваме за спортисти. Инаку се ова важи, што го кажав, и за во рекреативни цели. Интервален тренинг кај дечиња, сега тренинг, тоа нема биде тренинг, тоа ќе биде активност. Можете да ја задавате, но не мора да се претерува и како што кажав, таму треба се да биде забавно, сега дечиња и тоа е деликатно детство, нели до таму поново не знам дали 16, ама претходно беше до 18 години. Младост некоја, ама се водат како нели деца. Дока е 10 на 12 години веќе се уште се деца нали пред пубертет. И се тука е прашање дали треба тоа да биде систематски 3 пати, 6 пати неделно тренирање и така натаму со овој тип на суви тренинзи. Тоа е деликатен момент и за секој спорт е индивидуален. Имате ли нешто да прашате? Професоре, дали има ефект ако е повише од 3 пати неделно? Има ефект, апсолутно. Сега пак е тоа деликатно. Треба да прашам за кого се работи. Дали претходно човечката има искуство. Колку време има искуство од трчање? Професоре, јас лично немав претходно искуство со трчање и почнав да вежбам 6 пати на неделно да го направам период. Вежбав околу месец дена пред испитот. Добро. Имаше добар резултат. И не правам некои интервални тренинзи, туку само континуирано правам. Супер. Имаш ли проценка кога работеше пред да се тестираме на кеј или добро и имаше разлика во резултатот? Ти проба нешто да се тестираш претходно или не? Професор, искрено на почетокот не може да издржам 8 минути. Во трчање? Да, во трчање. Браво. Тоа беше околу 1200-300 метри. А Куперовиот тест, кога тестиравме на кеј, колку време? Кога завршив кај мостот беше 11 минути, така што ако ни скративте 200-300 метри, околу 2500 имав сигурно стачно. Супер. Интересен податок, со тоа што јас веднаш би кажал, ако некој нема искуство од трчање, 6 пати неделно е многу. Затоа што може, пак се е тоа зависно, се е индивидуално. Вашето тело, кога зборувам тело, зборувам не само за тело, него битие, може да поднесе 6 пати неделно тренинг, зависи како бил тренингот. Ако на некој
кој што исто немал никакво искуство, му дадете 6 пати неделно да тренира, после 7-та недела ќе ви ги врати, ќе треба му ги вратите и парите и и едноставно да ти каже што сум кревал рака за да тренирам. Е деликатно, може да се случи да биде премногу и може да се случи да настане и овертренинг, да имате во предвид. Но пак кажувам, сум работел со спортисти кои што се биле склони кон повреди, сум работел со спортисти кои што било што да им дадете немаат повреди. Тоа е веќе анатомија, физиологија, генетика и е многу деликатно и треба да се направи интеракција, особено кога се работи на професионално ниво, но и во рекреативно. Значи првите недела две местење се аклиматизирате вие како инструктор или тренер или наставник спрема клиентите, дечиња, рекреативци, спортисти. Значи тука има местење. Да видите како реагира, што не може во први 5 минути да знаете се за човекот, дури ако му направите анкетен прашалник или ако добиете извештај од физиологија на спорт. Не. Треба да видите дали му смета ладно, дали може да трча по дожд. Значи тоа се моменти кои што кажуваат за карактерните особини. Меѓу другото и нели, генетиката и физиологија, се она што влегува анатомија во телото. Така да супер пример ово. Но јас би одел со помалку. Би одел максимум 4 пати неделно, ќе има ефект. Ќе има ефекти 2 пати неделно, ви пуштив еден труд кој што го работевме со студенти во рок од 4 недели, ви го објаснив, мислам дека беше првиот час теоретски. Така да се што е во тие граници има. Можете и 7 пати, можете и колку му даја 12 пати неделно, тоа е по 2 пати тренинзи дневно, ама нема ефект. Тоа ќе влезе во претренираност. Дури ќе влезе и кај професионални спортисти може да влезе во претренираност ако се ќе видите во следните слайдови како се прави дозирањето. Јас во 3 бои ги имам ставено, лесно, средно и високо, и мора да се направи план за да не баш заради тоа дека телото не може постојано биде оптоварено со високи дозирања. Но супер забелешка. Има ли нешто друго во овој дел? Она што го должев од минатиот пат беше дека од мобилен морав скриншот да направам и кога се работи за спиењето, значи срцевата фреквенција е супер показател и конкретно е ова за, мислам дека од вчера, кај мене, дава показатели каде што вели дека меѓу 80 и 100 вели е супер спиењето, така некако го објаснува. Ке мене ми покажа дека е супер, дури били секунди помеѓу ерзабец проверува, па кажува ако е подолго времето помеѓу ерзабец, значи срцето реагирало во спиење многу порелаксирано. Немам средна вредност на очукување, но негде беше, чекај да видам, вели автономен нервен систем дека е да, имам аверис срцева фреквенција во претходни 28 дена 56 очукувања. Бит интервал, значи од удар до удар, тоа го мери од ерзабец до ерзабец на тој кој е сигналот, 1057 милисекунди. Значи, што поголемо време, нели, по-долги се, по-мал број на очукувања има, значи телото се наместило и срцето нема потреба да очукува толку брзо. Инаку идејата на очукување на срцето е дека треба да направи трансфер на крвта во секој дел од телото. Доколку има негде замор, болка, нешто што треба да се опорави, тога срцето мора многу повеќе да го филтрира тоа место и да носи свежа крв и да зема крв која што е сатурирана со нуспродукти. И затоа велиме дека ако срцето очукува релаксирано, тога значи дека телото е во некоја одморена фаза или ако наутро после одреден број на тренинзи се случи таа брадикардија, која што е намалување на срцевата фреквенција, тогаш значи дека телото се адаптирало на тренингот и се аклиматизирало и едноставно добро влијае тренингот на телото. Постојат тамо, како што кажав, 4 до 5 фази, најчесто 5 циклуси се споменуваат и ги спомнав и минатиот пат, убаво е што може во графикон да се види колку време е поминато во која фаза, така да супер показател го дава и тоа беше од минатиот пат, заглавивме. Ајде на кратко. Што значи дозирање?
секогаш се играме со ова ќе ги учите дозирањето по-детално, ќе ги учите во теорија и методика на спортски тренинг, но морам да го кажам тука за да може да зборуваме и за другите способности понатаму. Секогаш се играме со овие моменти: интензитет, волумен, фреквенција и фреквенција на тренирање, значи колку пати неделно, не тоа се нарекува кога тренирате неделно се нарекува микроциклус, кога правите тренинзи кои што се во период од 7 дена, така календарски, така ги броиме нели деновите и биоритамот го местиме на тој начин од понеделник до недела. Исто така треба да се стават и број на денови. Значи може да видите тренинг дозирањето е зависно од се. Не само од еден тренинг што ќе направите и после тоа да дојдете во град и да легнете наутро во 5 часот и утрената во 8 да станете да дојдете на тренинг, нема логика. Еден ден таков ќе ви треба 2 дена да се опоравите. 2 добри вечери за спиење. 2 пати ако излезете и не направите добар опоравок, после добри тренинзи, ви треба 4 дена да се одморите. Значи се е помножено со 2. 3 вечери ако не направите добро, вие сте во овертренинг. Значи нешто ќе се случи нешто. Ретко кај некого може да не се случи. Затоа треба да се внимава и кога зборуваме за дозирање, значи колку многу зборуваме за, значи колку силно всушност зборуваме за тренинг интензитет. Кога зборуваме за волумен, зборуваме колку долго треба да трае тренинг сесијата. Тие се тие два основни параметри. Третото е фреквенција во една седмица. Што се случува? Ќе одам на деснава страна на слайдов. Што се случува? Значи гледајте го ова крупчево. Што се случува кога ние пробуваме или почнуваме да тренираме? Пред да почнеме да тренираме, ние сме биле некој рекреативец или така, седален живот, не сме работеле никакви видови на тренинзи, сме дали на училиште, на работа, гледаме телевизија и тоа е тоа. Значи, одење, некој класично одење и сега велиме, чекај, сега јас овие зборуваат многу по медиуми дека е добро да се тренира и јас сакам да тренирам. И сега што ќе се случи со тоа што вие ќе направите некој дозирање или ќе го зголемите интензитетот на однесување во тек на ден, тоа го нарекуваме тренинг. Значи, наместо да одам, почнувам да трчам. Трчање е некако најлесно. Значи, ние од оваа комфортна зона, каде што нормално живееме, правиме некој вид на тренинг, кој што не вади од ова сино крупче, од оваа комфортна зона. И ние сушност треба да битуваме тука негде. Значи, да еквилибрираме до границите на нашите можности. Не треба тоа секогаш да биде максимум, или зборуваме ке тестовите, да, максимум, и тука треба добро загревање и многу внимателно. Но кога се работи за тренинзи, ние треба да не смееме да излеземе од оваа зона која што е во портокалева боја. Тоа е таа нашата екзистенционална зона. Значи, се она што е надвор од оваа зона, ја приметувате скелетонот, костурот, се што е внатре во оваа зона, тоа е окей. Значи, излегувањето од оваа зона е исто така доколку не направите добар опоравок, доколку нема добро спиење. Се тоа може да доведе во нешто што е излегување од оваа нормална зона на екзистенција. Сега ја кажувам, ова е комфортна зона, ова е некоја така условно нормална зона каде што надвор од нејзе е проблем. Значи, ова се покажува дека не смееме да претераме со сите активности кои што ги правиме. Многу е подобро да се намали дозирањето, отколку да пробаме повеќе за да акумулираме повеќе. Тогаш може да настане проблем. Точно, треба да има градација позитивна, значи да се зголемува дозирањето, особено кај професионални спортисти, но има и лимит. Нема како што има лимит во брзината и спринтот. Значи, колку долго луѓето не може да ја пробијат под 9 секунди да истрчаат. Значи, тоа е некој лимит физиолошки кој што постои кај луѓето. Истото и ова. Црвената линија е лимит. Не можеме ние да направиме VO2 да имаме 120 милилитри во милилитри кислород да потрошиме на килограм телесна маса. Значи, тоа се тие лимити. И мора да се имаат во предвид за да може да се постави еден тренинг. И сега што се случува со и ова ми е на англиски, но чекај да видиме, може би тука го имам
Да, тука го имам на македонски, нека биде така. Моја грешка, не сум го исфрлил, супер. Ова е една крива од чеја извадена, автор, супер крива, мене ми вршеше ден работа. И сега, кога ние тренираме, дали зборувавме за суперкомпензација? Не, денес требаше да зборуваме. Не сме зборували. Да, мислам дека ги преслушав предавањата, мислам дека и претходните предавања ваша генерација не е спомната суперкомпензација. Значи, еве гледајте ја жолтава линија. И сега, ова од лева страна е тренингот. При секој тренинг има некој оптоварување на тело и капацитетите паѓаат. Замислете дека оваа црна линија или X ордината, таа е некако нормална физиологија на телото, во мирување. Не сме имале тренинг 5-6 дена, неколку дена, месеци, и телото престојува во една нормална зона. Таа X зона и тука е се исто. Значи, едноставно има некој базален метаболизам, кога ќе отидете до пазар, нешто се зголемува базалниот метаболизам, кога ќе седнете пред телевизија или книга да читате, не спомнам телевизија, книга да читате, тој се намалува и така некако тука. Во средина е се. Ама почнувам да тренирам. Значи, најверојатно мало се го гледате, почнувам да тренирам, има некој оптоварување. И почнува телото и физиолошките процеси што се случуваат да го трошат на некој начин телото или да се местат или да се, ќе кажам, да, нека биде трошење. Значи се трошат енергетските резерви, се вклучува телото во некој напор. Значи има опаѓање на оваа нормална оваа нормална функционалност на телото. Опаѓа за време на тренинг, па се троши, вие се заморувате, значи постои замор некако. Тренингот престанува и почнува закрепнување. И повторно гледаме портокаловата или жолта линија, портокалова нека биде. И повторно гледаме, и се што се случува кога ќе престанам со тренинг, телото пробува да воспостави хомеостаза, се нарекува. Значи, ова црната линија е хомеостаза, се е супер. И пробува да воспостави хомеостаза и ги враќа повторно, го анулира заморот, значи го пробува да го трне заморот, иако замор не може да го трне заморот, туку го опоравува телото, заморот е само експресија на тоа што се случува во тело. Значи, пробува да го опорави телото во време од тие 24 часа и бидејќи го опоравува, човекот се враќа во нормалните активности, но постои еден момент, значи се нарекува вака, кога имаме оптоварување и тренинг, имаме замор. А во фазата на закрепнување, човекот или физиологијата на човекот пробува да направи компензација за време на компензација на она што е потрошено. Значи, оно што е потрошено пробува да го врати и да го компензира. Но, веќе после 24 часа, 48, зависи од каква активност е работена, се кажуваме округло, инаку може да случи после 30 часа, може да случи после 12 или 18 часа, телото да се врати во таа хомеостаза, да компензира се што е потрошено, но да направи еден вид на суперкомпензација. Значи, да ги подобри, да ги врати повеќе од она ниво што било способностите на телото. Тука зборувам за енергетски капацитети, за капацитети за совладување со заморот. Значи, тоа е филозофијата на тренинг. Ние го трошиме телото, човекот пробува физиологијата на човекот да компензира и на крајот физиологијата на човекот вели да, јас ќе ставам уште малку овде, ќе се опоравам уште малку повеќе, гледате како оди нагоре, уште малку повеќе, затоа што може би ќе му текне на умот да направи уште еден тренинг во наредните денови и повторно ќе ме потроши, ама јас ќе бидам спремен. Ова е приказна раскажено, но генерално физиологијата на човекот делува на тој начин. И сега затоа зборуваме компензација и суперкомпензација. Доколку добро се постават овие три момента на напор или оптоварување, моментот на закрепнување, тогаш ќе настане добра суперкомпензација и тогаш, како што кажа колегата со Куперовиот тест и тренингот, но и целиот спорт кажува, така и целата кинезиологија како наука, вели дека има ефект доколку нешто тренират. Има ли некој што да не е јасно во овој дел?
Океј. Најверојатно се слушаме. Ако е јасно, тогаш ова е нормална крива на жолтата линија, портокаловата линија ја гледав. Ова е нормална крива на оптоварување, закрепнување и суперкомпензација. Што кој се случи зелената крива ако е недоволно, веќе нели кажува легендата, тоа значи дека нема да има ефект. Тоа значи ако еднаш неделно тренирате за издржливост, нема да има ефект. Што ако тренирате, кај колегата беше 6 пати па имало ефект, ама тука исто нели колкав интензитет, се треба да се проверат сите карактеристики. Но ако тренирате многу пати неделно или тренирате со голем интензитет или тренирате силови способности или брзина, сеедно. Ако претерате во тренирањето, тогаш црвената линија е таа што ќе се случи. Ќе ви треба суперкомпензација, можеби нема да направите, но туку ќе ви треба многу денови да се вратите од овер тренинг, да се вратите повторно во хомеостазата. Значи тоа не е физиолошка адаптација на телото и затоа треба да се внимава што значат овие моменти. Ако гледаме на еден подлог период, например од микроциклуси, нека видат тука колку се 1, 2, 3, 4, 5, 6 дена, тогаш гледате хомеостазата каде била кај првата стрелка, со тренинг се подобрува суперкомпензацијата, со следниот тренинг дури може и уште подолу да оди, значи оптоварувањето, уште подолу да оди оптоварувањето, па повторно да се качи. Поентата дека суперкомпензацијата следи една линеарна крива во однос на заморот и одморот и се подобрува спортската форма. Значи тоа е идејата дека од тренинг во тренинг ние треба да се наместиме или од вежбање во вежбање, да не биде само тренинг како многу професионално делува. Од вежбање во вежбање ние да се наместиме, да имаме добра суперкомпензација, за да телото може да акумулира бенефит, а не да акумулира преголем замор како што е на црвенава линија. Океј? Само дали се слушаме, еден или една да потврди? Да. Добро, супер. Ајде, ова ќе го искористам. Да. И сега, што значи тоа? Ај, тука мислам да не ги бркам. Мислам дека не е проблем што е на англиски. Што значи тоа? Планирање на еден микроциклус. Микроциклус се однесува на 7 дена. Значи, овојке рекреативци исто треба да биде, овојке дечиња треба да биде. Треба да знаете, ако 2 пати неделно тренираат, дека едниот тренинг може да биде повисок со интензитет, другиот тренинг не треба да биде повисок со интензитет. Па ова е конкретно извлечено од еден микроциклус во фудбал и вели, не, ова сум пишал планинарење, ама добро, слично е, значи битна е активноста, нека биде планинарење. Недела ден за планинарење, утрената следниот ден за одмор. Разбирате? Точно следната седмица, понеделник, можам да правам, вторник нека биде, прв ден. Вторник можам да правам некаков така нормален тренинг. Вториот ден можам повторно нешто да протрчам, да направам опоравок и така натаму. Третиот ден, ако веќе сакам да подобрам формата, тогаш ќе го зголемам волуменот, ама ќе го зголемам интензитетот повеќе. Петиот ден, како ќе биде тамо четврток, најверојатно да. Што правам? Правам да има зголемување на волуменот, интензитетот, а волуменот опаѓа долу. Значи, правам краткотраен тренинг, ај нека биде, ќе се вратам, малку ве прошетав, ама ќе се вратам на... Само да го најдам графиконот, кој што ми треба. Ево го. Да не биде планинарење, ќе биде надпревар. Ако разгледуваме дента кога е надпреварот, најчесто недела, сабота треба да биде, гледате како интензитетот и волуменот се многу намален. Значи тука има само некоја активација, нема некои посебни тренинзи. Четвртокот, 2 дена пред тренинг, веќе може интензитетот да биде поголем, а волуменот треба да биде помал. Третиот ден, ако враќаме назад, значи може да бидат и волумен и интензитет поголем. И ова е некоја таа игра која што треба да имате во предвид. Во временски ако гледаме, третиот ден тренингот може да биде и час и половина, зависно дали како работите, дали тактика некоја ќе се доработи слично. 2 дена пред надпревар, ова е се
мораме екстремиве во преку професионално тренирање да ги објаснам, ама важи истото и за рекреативци. 2 дена пред натпревар, интензитетот да, добро е да биде повисок, ама волуменот ќе падне, што значи дека вие можете да работите тука интервален тренинг на 90% од анаеробен прак, но волуменот да биде 30-40 минути, не повеќе. Пазете, споредено според овде кај што може да биде час, час и половина. Некогаш, нели, во тие час и половина нема постојано трчање, некогаш има и местење, тактика на терен и слично. Но битно е да ги разбереме концептите на волумен и интензитет. За разлика од тоа, ден пред натпревар, гледате колку опаѓа, скоро на нула, значи тука немаме активност. Зошто? Затоа што мора да настане, да вратам суперкомпензацијата, мора да настане периодот на суперкомпензација. Доколку не му дозволите на телото да суперкомпензира, тогаш ќе имате проблем и може да настане, да нема доволно одмор за надпреварот и да имаме проблем. Овие работи тие кои што тренираат ги знаат, но би требало да ги знаете и сите вие други. Разни варијанти на микроциклус, значи дали се конкретно ова изведено, ова се игра, ова е, само да видам, 7-дневен, еден надпревар повторно, ама најверојатно надпреварот бил во сабота, нешто слично. Што ако има 2 надпревари, повторно може да ги видите линијата на тренд линијата на волумен и на интензитет. Значи надпреварот, таму и волумен и интензитет е на многу високо ниво. Така, ова е општо нацртано, не се извадени поред некои показатели, но генерално тоа се случува кога мониторираме срцева фреквенција и гледаме времето на поминато и колку е доволно за да се истренираат или да се зададе тренинг. Нема потреба да објаснувам, се приметува дека ден пред надпревар се сведува на нула. Пазете, ден после надпревар, што значи во минус, тоа значи не е во минус, туку е во треба да има масажи, опоравок, значи екстра вложување напор за да се направи некој опоравок. Дури и трчањето со 60% срцева фреквенција влегува во опоравок, иако имаме активност, ама влегува во опоравок, ја забрзува срцевата фреквенција, народски велат луѓето да прокрви, значи да се забрза крвотокот и едноставно да се направи подобар опоравок. Ако се гледа тоа во еден макроциклус, например 4-неделен макроциклус, само да го најдам, тогаш тоа може да биде, например, што се случува со капацитетот на луѓето и со интензитетот на оптоварување. Прва седмица, втора седмица, трета, четврта седмица. Ова е една од варијантите како се прави микроциклус, мезоциклус, не макро е на годишно ниво. Значи, мезоциклус, тоа значи дека тука имаме некој волумен интензитет. Следната недела, седмица број 2, се зголемуваат интензитетот и волуменот. Третата повторно се зголемуваат, ама четвртата мораме да дадеме да настане добра суперкомпензација, за да евентуално во петата седмица пробуваме да дадеме повторно повисок интензитет и така натаму. Може да приметите. И на овој начин сликовите објаснат дека како растат, како се зголемува дозирањето, кај рекреативци и кај професионални екипи и спортисти, но и како се задава тренингот и како расте капацитетот на луѓето. Не мора да значи секогаш дека ќе го работите по овој принцип. Значи некогаш ќе треба третата недела да биде 2 пати повторено или 3 пати, но тоа е се во договор со спортистот, особено кај тенис. Тенисерите имаат еден период, дури и тој период е проблематичен, значи они одат од турнир на турнир, турнирски се игра, нема сабота или недела фиксно, туку имаат 3 недели пауза подат на турнир, па некојаш имаат врзани турнири, сабота, а меѓувреме се играат и квалификации, четврток, петок играат по 2 надпревари на ден. Значи сите тие работи мора да се земат во префет. И сега, во овој дел на дозирање, само на кратко, еве едно примерче, што значи микроциклус, ова е една седмица, може да видите понеделник, вторник, среда. И сега доколку ги броиме тренизите за издржливост, ова е едно примерче, реално примерче кое што е изработено, мислам дека со работнички беше работено 2015-16. Значи имаме, ако може да приметите, 20 минути аеробно. Значи веќе имаме некоја аеробна тренинг за издржливост тука. Така.
Па после имаме во четврток, следниот ден имаме повторно тренинг за издржливост. Ова се веќе високо интензивни тренинзи, деталната програма е опишана на друго место, не е битно. Трчавме, мислам дека 8000 километри со некои отсечки. Па може да приметите во петок дека нема издржливост. Така. Ама приметете го интензитетот. Значи, кај трчањето интензитетот е во црвена боја, значи многу високо. Портокалова боја е средно, а зелена е нисок интензитет. Значи, овде сме работеле еден тренинг кој што бил трчање, висок интензитет, следниот тренинг бил на терен, ама било тактичко поставување, местење со низок интензитет. И на некој начин може би ќе делували опоравувачки на екипата. Следниот ден имаме два тренинга кои што се со среден интензитет. Ако повторно ги нема интензитет нема тренинг во петок попладне, но сакам да кажам дека ако повторно ставите во петок црвен интензитет или висок интензитет, ова е многу општо кажано, црвено, портокалево и зелено, ама чисто како визуелна представа, ако се води спрема истрчани метри, GPS анализа или срцева фреквенција, нормално со време трајање, тогаш ќе имате проблем ако ставите овде црвено. Значи 2 дена поред црвено може, ама ќе треба 2 дена поред зелено да даде на крај. И може да приметите дека повторно трчањата се со црвена боја, ама преку еден ден. Ако ги гледаме во втората седмица, еве ги по црвена боја работиве, кои што се за издржливост, тогаш, да, овие првите 2-3 седмици ми се генерално имавме трчање. Сега трчањата може да бидат со топка, без топка, не навлегувам на тоа. Значи, работено е повторно трчање, вториот дел на тренинг, интензитет, приметувате дека е во зелена боја. Овде се работат по 2 тренинга дневно и тоа може да го приметите. Сме работеле во среда интервален тренинг, пресинг, но не бил по волумен доволно висок. Туку било само да постои некоја игра. Значи small-sided games да има, но интензитетот е среден. Океј. Овде сме имале пријателски натвора 45 минути со послаб противник, каде што интензитетот нормално се зголемува, ама идејата беше дека внимателно, полека, не многу долго, значи не повеќе од 45 минути така натаму. Во четврток повторно трчање, значи ова веќе ке професионална екипа има добра суперкомпензација може да направи и имале ефект. Тренинзите проверени се предходно, слична екипа имале ефект тренинзите, па може, ова е висок интензитет, кај рекреативци не можете ова да го постигнете. Сакам да видам да овде имаме трчање и сега пазете следното со црвено е интервален тренинг или пресинг, каде што сме работеле 5 до 6 интервала по 3 до 4 минути и тука било интензитетот многу висок. Значи, ова е тоа играње со интензитетот, со дозирањето вклучност, како би требало да биде и да го имате во предвид за да не направите проблем. Значи, повторно кажувам, може 2 дена поред да имате црвено интензитет, но понатаму тоа треба да биде во минимум медиум или минимум портокалева боја, а најчесто и зелена боја, за да можете да дозволите суперкомпензација. По исхрана и по медицина најверојатно клучите и по физиологија, што значи тоа да правите јаглехидратна како да кажам на македонски, значи испостување јаглехидратно, за да ги намалите толку резервите за после тоа кога работите кога се дава денови на одмор, да се даде таква исхрана богата со јаглехидрати за да се врати да компензирате депоата и потрошени и плюс да се суперкомпензира таа јаглехидратна потрошеност. Значи, на сличен принцип функционира може и преку исхраната, сличен принцип функционира и тренирањето. Ова се втора, трета недела, трета, четврта недела нема да ги детално да одам во денови, но само можете да ги видите по боја и затоа е представено вака за визуелно дека после 2 тренинга кои што се со среден интензитет, мора да следи еден тренинг кој што е со низок интензитет и тој ќе делува на некој начин опоравувачки слично, а овде имаме веќе надпревар, внимавајте. Ова е во период на припреми, па е дозволено и знаеме како има поголем фонд на играчи, не играат само 11 едни плюс 3 резерви или како му даја се 5 по нова, туку 20 и нешто играчи се менуваат,
па има простор да се изротираат и да не играат 90 минути сите. Конкретно ова зборам за фудбала, но слични се принципите и во другите спортови. Нели си има секој спорт своја специфика. Битно е да видите кога се црвените и еве имаме 2 дена црвено. Може да приметите петок и сабота. 2 дена црвено, но што следува? Следува слободен ден и после тоа бидејќи веќе длабоко се навлезени во припреми, може да се оди со интензитет кој што е во медиум или целото дозирање да биде со среден интензитет. Но еве повторно тука црвено, повторно тука доаѓа зелено, ќе видиме следен слайд. Имаме 2 дена црвено, пета седмица, тука е веќе крај на припреми, и 2 дена црвено, па жолто, па црвено, па веќе мора да дадете зелено, да оди, значи да биде со понизок интензитет, за да следува надпревар и седмицата пред надпревар е најчесто секогаш оваа, таа што објаснив на кривата, значи лесни тренинзи после надпревар, среден интензитет, црвен интензитет, терен може да биде среден или низок, овде мора да биде нешто високо, ден пред надпревар мора да биде низок интензитет. Океј, јас во овој дел имам толку. Сега како ќе правиме, колегите на кратко сакаат да споделат нешто? Или јас да ги отворам? Може, например, вие да ги отворите и да ги анализираме заедно. Мајде, супер. Тоа беше... Може први нова? Да. Тука имаме представено еден тренинг, интервален тренинг. Интервален тренинг, велосипедизам 72 км. Тоа е Каде... внатре возеното на тренажер. Тоа сакав да прашам кон каде, ама добро внатре. 72 км вие да стасете до Гостивар, мислам. Скопје Гостивар. Така некако. Така да, така да. Значи, еве едно тренингче, така, лесно, по она што можам да видам. 2,5 часа. Така. Средна брзина 28 км на час. Среден аутпут на power или сила на притисок на ноза 173 вати. Да, брзината не е толку, како да кажем, во ред, бидејќи е на тренажер и не ни е видна тука брзината. Добро, што според Power работиме тука, имаме загревање и потоа имаме интервали некои и според срцева фреквенција. Срцевата фреквенција сама се наместува нели според Power, според силината. Значи, ке велосипедизмот, интензитетот, како што спомнав минатиот пат, се мести според најчесто и најдобри показатели покажува спрема силината на притисок на стопалото врз педалата. Има специјални едни тамо апаратчиња кои што може го направи тоа. Ај сега интервалот да го видиме. Јако што можам да видам сега тука се работи за... На почетокот имаме првен тоа е обично, како да кажем, развртување. До 25-та минута е нешто има така. Загревање. На крајот, само момент. До колку минути е загревање? Загревањето е до 50 до 1 час е загревањето. Дали слушаат сите колеги? Загревањето е до 1 час. Да. Тука имаме два некои пократки интервали кои што спаѓаат во загревање. Значи при тие пократки интервали срцата фреквенција оди до 168,9. Еве тука. 177,8, да. Затоа што мора да даде, значи да му даде информација на кардиоваскуларниот систем и на мускулите дека ќе има некоја активност, да ги дозагрее. 175 вели овде, вели 177, мислам дека го прочитав. Така нешто. И после тоа одиме повторно некој развртување, така? Да, потоа развртување повторно имаме и потоа почнуваме со некои кратки спринтови од по 30 секунди. Значи имаме 30 секунди со не со целосна сила, туку со 95% отприлика. Од максимум силата е power ќе го користиме, од максимум ватажата? Ако го користиме паверот, не е од максимум ватажата. Паверот е, да кажам,
Како да го објаснам тоа? Според што се води? Според каденца, според срца фреквенција или според пауер? Овој тренинг е според Power. Овој тренинг е според пауер, ама кога ги правиш 30-30 е најверојатно број на вртежи гледаш или да биде максимум брзина, така? Не е според број на вртежи, него е да го исполниме пауерот кој е залога. Добро, окей. И после тоа има повторно некое смирување, гледаме срцевата фреквенција тука негде 150. Да, потоа Така. имаме повторно развртување, потоа имаме повторно 2 интервали, Еден и два, да, добро. да, со отприлика 85%. Од што? Од максимална срцева фреквенција. Супер, значи секогаш кога кажуваме проценти мора да биде во однос на нешто или некој параметар кој се кажува. Затоа прашувам бидејќи може да се направат истите и според пауер, нели? Зависно каков е тренингот, но и според број на вртежи некогаш ако сакаме да подобриме така. Да, според број на вртежи. Што значи дека овде имаме два интервала со време трајање од колку се? По 10 минути. 10 минути, 31, да. Два интервала од по 10 минути со 90 и нешто проценти, значи над анаеробен прак. Да, на анаеробен прак. Супер. После секој интервал од тие што се по 10 минути имаме со многу минимален отпор, со ниска силина, како да кажам. Да, ова е некој развртување, дозволува, кога има ваква активност, дозволува после 10 минути, сега, во оваа варијанта, лактатите да се извадат, да се аклиматизира телото, да се спреми за можеби следниот напор, значи да се опорави од ова е опоравувачки дел, тоа што го кажувам опоравување. Овој дел помеѓу интервалот и опоравување му даваме на телото да се спреми за евентуално следен интервал или да си оди на одмор. Но мораме да направиме опоравување. Единствено не треба да се направи опоравување после, значи лесно трчање нема логика да се прави после тренинг за брзина. Ама ќе зборуваме ке брзина таму. Следното е нешто правиме повторно еден интервал и повторно има опоравување. Така? Опоравување, да, и тоа е еден тренинг, како да кажам. Ова е еден тренинг од 2,5 часа. Параметрија може да ги видите и сега некој што се занимава професионално, ова за него е супер показател, затоа што може да го спореди овој тренинг со друг тренинг, па да види дали ако била истата цел, дали исполнета или не исполнета, па да извлече многу добри заклучоци од тоа. Ова може истото и ке рекреативција се користи и ја ве охрабрувам да користите вакви моменти, затоа што од око е многу тешко да се постави дозирање, многу тешко. Да, ќе го поставите, има мајстори во тоа, од искуство ваше ќе поставите, ама треба да се користат параметри. И сега некогаш па ќе добиете, ќе ви покажам ја, кога ќе заврши вториот колега, што значи многу параметри, дека некогаш прават проблем, ама ајде. Убаво е да се користи параметри. Ова се тестови, ова е во делот на тестирање. Со тоа што овие параметри колегата ги добива директно во реал тајм, значи во апсолутно знае со колкава ватажа работат нозете, значи колку аутпут, колкава енергија вложуваат нозете при едно завртување, колкава е срцева фреквенција, и затоа се добри параметри, затоа што можете да искоригирате. Мене ми се случувало рекреативци кога ќе отидеме со маунтбајк или на планинарење или било каде, они почнуваат да трчаат безобразно брзо. И не може, тука ќе издржи 10 минути и после тоа ќе се разочара, ќе се откаже од целата активност. Не, треба многу полека. И ако ставите пулсметар, особено, издржливоста, кога работите, тогаш супер ќе се наместат луѓето и ќе се чувствуваат многу пријатно. Инаку ако почнете да трчат, да им дозволите да трчат со висок интензитет, тоа е напорно. Добро, Борис, овој графикон ние го поминавме на кратко, така? Да, тоа е отприлика еден интервален тренинг. Сакаш уште нешто да ни кажеш во однос на овој графикон? И ова анализа? Мислам дека се кажавме. Например, да кажеме дека што беа спринтовите 30 со 30 секунди, како константно срцевата фреквенција се зголемува при крајот при завршувањето на нив. Еве. Со тоа што бидејќи 30 секунди гледате нема време за одмор, значи не може да падне под 150, под 140, туку цело време го држи
високо затоа што нема време да се одмори. 30 на секунди е мал период. Така? Да, тоа например. Ви пратив и пример од една трка mountain bike. Супер. Ова е mountain bike трка. Тука е интересно дека кога не се работи за иста височина, тогаш и височината има голем ефект во напорот, затоа што со самото качување на брдо вие всушност имате поголем интензитет. Затоа велам планинарењето исто е добра активност, затоа што можете без трчање, без голема пресија на колена, без фаза на лет. Во трчањето има фаза на лет. Тие што имаат проблем со колена, трчањето е проблем за нив. Но без таа фаза на лет, да го користите велосипедизмот или планинарењето, повторно ќе ги постигнете истите ефекти. Ќе ослабете, ќе се чувствувате супер, ќе подобрите издржливоста. Така да ова качувањето на брдо е исто голем, многу добро влијае. Тука, Борис, имаме што? Тука се работи за кружна патека од скоро 4300 метри. Кружна патека, возиме 4 круга, мислам дека се. Не, повеќе се. Околу 5 круга. Ова е конкретно трка Балканско првенство. Во кој клуб си, Борис? Росайклинг од Куманово. Супер. И тука едноставно не гледаме ништо, ова е трка, нели? Тука даваме максимум. Точно, надпревар. Приметуваме дека срцевата фреквенција може да споредиме со елевацијата, со успонот и спустот, како на спустот паѓа срцевата фреквенција, како на успонот, нели, се качува нагоре. Да. Супер. И ова сега кумулативно кога ќе се земе, повторно во дневник кога ќе се стави, може да покаже добри показатели за тоа како бил напорот од трка во трка. Нормално, специфика е теренот, но сепак нели може да се изличат показатели. Овие клауд моменти се супер, затоа што даваат фантастични анализи. Еве срцевата фреквенција како била ке Борис, на 41% било во зона 5. Затоа што е трка. И така и се случува и во фудбалот исто, и во другите спортови, каде што има повеќе издржливост. Например, ракомет нема толку издржливост, има, но не толку како другите, фудбал нека биде. Кошарка исто има, тука е негде како ракомет, можеби малку повеќе, ракометот има измени, нели, постојано, па тука е силата и брзината, снагата максимално голема улога игра, но генерално кога се работи нешто што е за издржливост, тога срцевата фреквенција знае да биде знае да биде многу повеќе од 40%, па во фудбал знае да биде 70-80%. Имам една таква анализа па ќе покажам. Океј, Борис, нешто друго? Да. Тоа е. Тука имам само мал проблем со срцевата фреквенција, бидејќи на некои моменти пулсметарот има откажано. Во овој дел? Не, во средината тие делови, да. Да, и овде се гледа каде што е линија, да. Така да минутите на петата зона, црвената зона е малку поголема. Да. Главно е тоа. Тоа е овој дел тука. Да, и претходно има два дела така. Овде има еден и овде има уште еден дел, да. Да. Ова е еден показател дека нешто се случува со сензорот, па е супер информација Тоа е проблем со сензор. за да се интервенира понатаму. Добро, Борис, благодарам многу. Слободан? Професор, јас ќе пробам од кај мене со share screen. Може, стоп, share правам. Се гледа сега? Ке почне, да, се гледа. Па овде имам некој тренинг, интервален, 6 пута 1000 метри. Трчање, така? Да, на кеј сум го правил. Вие сите Garmin користите. Garmin е ова? Да. Шминкери. Прво имам едно, колку доаѓа на 17 минути загревање во втора зона, некаде 140-145 пулс. И после овде се гледа кога почне интервалот, се зголемува и пулсот до 170, негде 175. Па имам минута и пол одење за да може да се спушти пулсот
некаде паѓа до 130. Па после пак и тоа истото 6 пати е сега исто како и кај мене и кај Борис, како што минува времето, еве овде пулсот е 140 на одмор, пошто се изморува телото и на крај има едно 10 минути пак лесно трчење за чисто да се смири тело, пулс. Супер. Тоа е од интервален тренинг. Имам исто, само да видам, имам исто со трка. Многу се интересни, Борис, добро што спомена. Тоа ќе се покаже сега и кај Слободан. Трката е, тука нема контрола. Мислам, освен ако не е нели Тур де Франс или некој екипно, па тука морате да внимавате кој ќе биде лидерот и за кого ќе ја возите трката, па да внимавате на тие моменти, инаку кога се работи за трка, нема внимавање, секој индивидуално кој вози дава максимум. Добро, кај велосипедизам не знам конкретно, ама пример кај трчење пак мора да знаеш на која бrzina можеш да истрчаш и од прилика сега не можеш да гледаш пулс, ама ако тргнеш преако можеш да прегориш и ништо од трката. Точно, да, има логика и тоа. Кај овие Едноставно спортови, гледаш во однос со конкурентите и гледаш да имаш добар плафон, не знам. Не можеш да пратиш на трка темпо за да можеш да издржиш да планираш. да, сега ја малку погрешно се изразив, но во право сте, моментот е дека како да го издефинирам. Кај мене се случувало на трка маунтбајк, значи ја кога ќе видам дека нешто не иде, тогаш ќе проверувам пулсот колку е и тогаш ќе ми покаже 190 и ќе ми биде знак дека треба да намалам, да влезам во мојата зона за да можам да издржам без разлика колку противникот нели е против или е понапред од мене. Значи во тој момент да, делува добро. Пример не знам за велосипедизам, ама овде обично кај трчање, пошто јас уште не сум да кажем нели некоја си елита. Пример, тие што не се искусни тргнуваат на трка и првиот километар, или првите 400 метри ќе ги повлече свежина, тоа е минута и пол, две, и подоцна паѓаат и цела трка дури и половна ја трчат и на крај сите се разочарани. Ама тоа е пошто немат искуство. Ова конкретно ми е на Скопје Ран 10 километри. Ја истрчав за 40 минути и 5 секунди, пулсот некаде среден е 180, да, авреч 179. Ова е на рамно, пета зона за мене, последна, малце има нешто од четврта, тоа е нормално, додека да првите 1-2 километри телото да осознае кај и после цела е во пета зона. Сега може овде на финиш, не знам, ќе имам лапс. Да, обично последниот километар, ако се има сила, се пробува најбрзо што може и пулсот може да рипа и повеќе, максимум 186. Овде има и 211, ама мислам дека овде со од глоб мерев и малце има некои абнормалии, не е баш прецизно. Е овде. Супер. Имам исто и од лесно трчање. Да, тоа е 45. Лао трчање, континуиране пулсот сега. Добро, нормално е вака да има некој, пошто теренот е малце, трчам на земја, не по асфалт и нормално да има како бампс, што ги викаат на англиски, дупки малце. Да, супер. И тоа би било некој, ако сака некој нешто, нека праша. Останува на колегите, прашајте и, значи, и сигурно и колегиве, доколку некој нема искуство во ова го интересира, можам јас, може и некој од колегиве што користи, да им објасни како се работи, што се работи, да пробаат, така да би било супер. Можете сами да се набавите, јас си набавив додека студирав прв пулс 1,98 година, мислам дека беше, и од тука почна играњето со софтвери, со се и понатаму врши работа, нели, за анализи. А сега се ефтини. Добро. Овде и од полумаратон, таа разлика може да се види, пример, полумаратонот се трча обично
пример негде 90% на пулс, пошто ако одиш во пета зона, некаде максимум саат ќе издржиш и после толку Да. едноставно ќе немаш сила да финишираш. Се трча малце на понизок пулс, од прилика негде 5-10 откуцаи, зависи од колку е спремен атлетичарот и какви зони има на спремање. Ама Ова- обично е некоја си четврта зона. М. Поред Супер, Гармин. супер. Ова ќе го учите по теорија и методика на спортски тренинг, значи подетално влегување, но добро е да го допреме за да биде, мислам дека е интересно. Ова е тема за издржливост и тука треба да зборуваме за овие работи, така да супер. Ви благодарам и на двајцата за демонстрација, да не биде дека само јас покажувам некои работи. Имате ли прашање нешто, колеги? Можам да ви покажам што анализа вади, например, еден систем за мониторирање преку GPS анализа. А може да видите, сега ова се фудбалери не се небитни. Вади срцева фреквенција по зони, значи во горната линија насловите каде што може да ги видите. Вади истрчана дистанца, ова е за колективни спортови се користи, конкретно од фудбал извадено. Истрчана дистанца во зона 1, во зона 2 поделени се во 5 зони, мислам дека беа, чекај да видам. Да, во 5 зони се поделени според километри на час, од 18 до 20 и така натаму, па најголемата брзина е, мислам, 25 км на час во трчање, мислам, не сум сигурен точно. Па после имате што значи дистанции истрчани во зона 3, 4 и 5 во метри, па тотал дистанција истрчана и некои изведени вредности, па имате метаболик лоад, значи колку по метри, колку учествува метаболичкиот систем, па имате забрзување колку направиле, па за заспорување колку направиле, па завртување на лево, завртување на десно, тотална енергија потрошена. Значи ова се параметри кои што може да се изведат и се користат при тестови. Што има друго? Само да видам. Да, ова се некои играчи исто кои што може да се стават во некоја друга анализа Power BI, па например да одберете конкретно за еден играч на тој ден колку истрчал да се направите своја ваша анализа, нели? Тоа е некој Power BI и Intelligence се нарекува, и сега овде сакам ја уште овој дел да ви го покажам, што се вади од една например една статистичка анализа, не ми треба ова, нека види ова. Што се вади од една статистичка анализа од Инстат, каде што ова е во доменот на тестирање и затоа ни се потребни овие податоци за да можеме, нели, да знаеме што се случува за време на игра, конкретно меч Италија-Македонија. А ако го следите мечот, ќе видите дека сите показатели беа на страна на домашната екипа, но за нивна жал, за наша среќа, резултатот беше друг. Но, што покажува, например, покажува позиција на играчи, бидејќи се мониторираат од софтвер. Покажува број на шутеви, прво полувреме тотал, ова е за сите екипи, за двете екипи. Последна топка, изгубени топки, напади, додавање, дуели. Се тие што знаат да ги интерпретираат овие податоци може да ги искористат во анализа и да се подобри во следната анализа, во следниот меч, или да се искористи како противник следниот ако се игра двомеч, например. Имате освоени топки по зони, значи во која зона кој како освојува вкупен број на топки. Нели? И сега има, само на кратко ќе ги поминам, дуели, број на дуели во проценти, кого имаше еден супер анализа, значи кои со кого пасови прави, конкретно играчите, позиција на терен, че каде ги правеле акциите, концентрација на игра на секој играч, па можете видите да прочитате тактиката за следниот двомеч. И се ова се техничко-тактички елементи кои што нема потреба да ги анализираме тука, но сакам да ви покажам што се може да се изведи како податок или во темата тестирање, а се однесува на проценка и на успешност на игра преку овие моторички способности некои. Океј, јас имам толку во овој дел. Имате ли нешто да ме прашате? Професоре? Да. Дали можеш еднаш да го поминеме тој момент на суперкомпензација? Суперкомпензација на кратко може и ќе треба да завршам и јас.
Што не е јасно од тој дел? Не знам како да ви кажам. Ајде. Ево. Еве на кратко уште еднаш. Овде има оптоварување во првиот дел. Има замор. И капацитетите на телото опаѓаат. Тоа е за време на се гледа екранот само. Зошто? Чекам. Да, пардон. Значи, еве. Причекувам за да се вклучи, се гледа се, така? Да. Значи имате замор, оптоварување, капацитетите на телото паѓаат. Било која линија гледате, нека биде жолтата. Капацитетите на телото опаѓаат. Тренингот завршува. Еве вертикалата испрекината. Тука завршува тренингот. По завршување на тренингот телото пробува да се намести. Да се повторно да се врати во таа хомеостаза во која што било. Хомеостаза е состојба на нормално функционирање. Тука му треба отприлика 24 часа негде да се врати. Со моментот на враќање телото вели чекај уште малку ќе надодадам, ќе се опоравам уште малку за секој случај. Значи, сум имал карикирам 300 милиграма јаглехидрати во мускулите, сум ги потрошил, ги враќам 300 и враќам уште 10, 310 враќам. Тоа е основниот принцип на суперкомпензација. Значи, фактички правиме некој дополнување на Апсолутно. на силовите способности или Самиот збор кажува компензирам и суперкомпензирам. После. Да. Боред професоре, значи треба да одредиме прво линија на преголем замор за да знаеме колку ни е доволното оптоварување за да направиме суперкомпензација, така? Па теоретски да, ама тоа преку тренинзи, преку мониторирање срца, фреквенција и сите тие анализи што може да се направат, тогаш вие ќе знаете дали претерувате или не. Боред ви благодарам професоре. Молам. Јас би завршил тука и се известуваме за наредната недела, дали најверојатно две предавања ќе направам, но ќе се слушнеме. Еве ме бараат веќе. Поздрав до сите, имајте убав ден. Пријатно. Пријатно. Пријатно.